Во понеделник на 1 декември пензионерите од државата ќе протестираат пред Уставен суд во Скопје со цел да продолжи линеарното пресметување на пензиите. Денеска очти повикаа на масовност со цел заеднички да се изборат за нивните права. Понеделник во 11 часот пред Уставниот суд сакаме да го изразиме протестот, да го изразиме од цела Македонија за последното што се случи од Уставниот суд, да ни го оспорат она кое што законски беше определено да ги земеме средствата линеарно да ни се доделат. Меѓутоа ете сега Уставниот суд го порекнува тоа и на некој начин доаѓа до израз да и средствата што ќе треба да ни бидат доделени сега наредниот период во март, значи питање е дали ќе ги добиеме. Една голема непознаница е како ќе биде обрачунот на доделувањето на покачувањето на пензиите во едно време. Не е убаво да има таква поделеност да има во пензионерската фела на тој начин што имаме луѓе значи со големи пензии кои што може на некоја основа велат дека е на законски начин да се покачат, меѓутоа што да правиме со оние пензионери кои што имат мали пензии. Ако протестот во понеделник не вроди со плод, веќе на 10 декември продолжуваат со нови протести, бидејќи не се откажуваат од нивните барања. Госпоѓата Кацарска значи си донесе закон за 78% покачување на пензиите и кажа дека е тоа уставно и дека не е дискриминирано, зошто нашиот закон сега е дискриминиран. Сакам да најавам, доколку не се реши работата околу ова, дека на 10 декември, тоа ќе го кажеме и во Скопје, ние ќе се собериме и пред Европската Унија ќе ја прашаме дали ние треба да направиме дискриминација на едни или на други и со овој закон што го ни прават на овој начин вака, или е тоа по некој начин неуставно заради тоа што на госпоѓата Кацарска не се свиѓа. Додаваа дека освен линеарно согласување на пензиите ќе бараат и К15, покачување на посмртнина како и воведување на пензионерска картичка. Во Штип денеска се собраа пензионерите од Штип, Свети Николе, Скопје и Куманово. Сите ќе се залагаме да дојдеме во Скопје за да и кажеме на господјата Кацарска доста не судевте и доста не дискриминиравте. Ние сакаме да живееме. Ако не, тогаш вратете ги парите што ги добивте 78%, закукајте ја дупката на пензионерите, ние ќе земеме и бараме да земеме линеарно. Линеарно покачување на сите пензионери во Македонија, па дури ќе побараме и К15 да не израдуваат. Ќе се бориме за покачување на посмртнина, односно социјалниот фонд, да биде некаде околу 50.000 денари, а не да биде 35.000 денари, остатокот на парите се губат. Друго, ќе се бориме или ќе ствараме фронт со владата, имаме разговори некои прелиминарни со владата да и уведеме пензионерската картичка кој ќе доведе напредок во движењето на економијата, односно пензионерите да добиваат некои проценти на попуст во нивното пазарење и живење. Пензионерите најпрво добија 5.000 денари линеарно покачување на пензиите. Во септември годинава на картичка добија уште 1.000 денари, а во март наредната година треба да има ново линеарно согласување за 1.000 денари.